И добро вечер, драги гледачи, добро вечер Македонија. Вечерва со мене као прв гостин Стефан Назаров. Добро вечер, како се чувствуваш? Добро вечер, само што пристигнав и јас во Куманово, се чувствувам убаво, очекувам да има убава прослава со оглед на тоа дека Куманово прослава роден ден, 505 години постоење и 80 години слободно Куманово, ќе биде супер. Пребо, дали си горд што си избран да го водиш овој фестивал? Апсолутно, мислам Куманово е еден од најубавите градови во Македонија, честа е голема и фалем на организаторите што воопшто им текнало на мене. Кој ги издвојуваш од артистите што ќе настапуваат вечерва? Па види, не би издвоил никој, горд сум на тоа дека конечно се прави еден настан во Македонија каде што ќе настапат македонски артисти, има и албанци, меѓутоа ова е настан кој што се вика Македонија ќе пее за Куманово и многу сум горд затоа што нели знаеме да бидеме сведоци на да настапуваат пејачи од други земји, а нашите да се подзаборавени и со вакви настани сметам дека ќе им помогнеме во кариерата и тоа е за поздрав. Твојот подкаст е најгледан во Македонија. Зашто е тоа така? Па не знам, гледачите треба да ги прашате, предпоставам. Предпоставам дека е добро. Се што е добро е гледано или во музика секоја добра песна е слушана, така што прашање кај гледачите. Дали можеби сметаш дека другите не се способни да направат тоа ти што го правиш? Па види, се разбира дека имам јас своји квалитети, а дали се способни или не, се тоа е пак прашање кое што треба да го одговори публиката. Има квалитетни дечки, секој треба да си го најде местото под ова небо. Кажи ми, која е тајната за успешен бизнес? Многу напорна работа, да не се откажеш во моментите кога сите очекуваат да се откажеш и да бидеш онака да веруваш 100% у себе. Какво мислење имаш за Лила Филиповска после све? Нема мислење, најискрено. Уште би ја плукнал? Нема мислење, тоа што... Сега тука да се појави би ја плукнал? Апсолутно, мислам, немам... Види, се што имам да кажам за неја кажав на тоа видео. Јас стварно не го направив тоа за да има драма или било каква поврзаност и се да правиме шоу бизнес од тоа. Дали ти има одговорено, Лила? Јас тоа го кажав од човечки аспект и од људски аспект. И да не сме јавни личности на особа која што не се јавила на болен човек, а потоа прави приказ на тоа, ја ви го кажав тоа на секого. Тоа нека биде пример на сите да бидат добри луѓе, да ги поздравуваат оние додека се живи, а не од после кога ќе умрат тогаш да ги сакам. Ми се нема јавено, нема одговорено, не ме интересира. Јас кажав тоа што сакав да го кажам. Колку ти е Марта подршка од тешките моменти што ти се случуваат во последно време? Најголема подршка ми е Марта и веруjem ми, Марта да не ми е во многу моменти би погрешил, во многу моменти ми е кочница, баш кога нешто темпераментен човек сум и избавлив и во моменти кога сакам нешто да направам или да избрзам, знае да ми каже стоп. Тоа е добро. Дали се сметаш за искомплексиран? Ти што мислиш? Да. Сега моето мислење на страна. Па не, види, пак се враќаме на тоа, гледачите дека одговорат дали сум. Ја не се сметам за искомплексиран, јас се сметам за многу исполнет и стреген човек. Дали си осетил користолюбивост од блиски луѓе од кога си познат? Ај уште еднаш молим. Дали си осетил користолюбивост од блиски луѓе од кога си познат? Сум осетил, не верувам дека тоа станува збор за познатоста или популарноста. За жал користолюбивост постои и ќе постои. Меѓутоа си го смалив кругот, имам неколку луѓе што се околу мене и доволно ми е и затоа не се ни замарам. И за крај издвои ги правите пријатели од македонската естрада. Како мислиш правите пријатели? Кој можеш да издвоиш од познати инфлуенсери, артисти и сите другите луѓе што се у твојата близина као прави пријатели? Така формулирано, окей. Јас се држам многу со Стефан Николовски. Ти си супер, иако мислиш дека сум искомплексиран. Два бона ќе ги поздравам, Слаткар ќе го поздравам, ќе заборавам некого, ќе го поздравам и Боќа апсолутно. Јас се држам со многу, веруј ми, јас сакам да бидам пријател. Работата не спојува, ова е мојот живот, така што еден поздрав до сите. Фала ви многу гледачи, ова беше првото интервју за вечерва. Останете од тек да видиме што ќе кажат другите.